Со 2 месеца за доцнување, од ноември почна учебната година за 50 деца од Радовишко Аликоч. По долги премислувања, жителите решиле да ги пуштат децата на училиште, иако се уште не е исполнет нивниот услов да се отвори училиште од 1 до 5 одделение во нивното село. Една од причините за тоа што се предомислиле се казните со кои се соочуваат, но и тоа што децата останаа долго време без настава. Како што гледам, само покануваат во казни ке се научат, мислам, родителите. Тоа е по моја страна, мислам, нерешение. Барам јас како месна заедница тука, имам исто јас дете што одат на школа. Барам да дојдат да ги помогат, макар еден чекор да се работи, да се функционира тука во школата. Значи, тоалетите не се проблем. Градоначалникот знаеше дека тоалетите го нема. Ние на него постававме прашање да ги дотера тие работи, струја, вода, ред тие работи. Он покрај тоа, значи инспектори, дали беше дојдел некна од Скопје или од Радол, не знам. Жителите велат дека се разочарани од сегашната, но и од претходните локални власти, бидејќи постојано им ветувале дека ќе се отвори училиштето, а после изборите никој не го исполнувал ветувањето. Велат дека никој нема да излезе на изборите во април, доколку дотогаш не се најде решение за училишната зграда. Зговараме, кажаме, мислам, ако него они докажат оти тука ќе се отвори школата, може нема да го излеземе на избори. Тоа да е толку јасно, мислам, отворено збораме. Селените тоа знаат, сигурно парно, тога и да не ги дојдат, чим они са во школата не го преборуваат како селени тука. Од општина Радовиш велат дека се чека одговор од Министерството за образование. Потребно е зелено светло, но и средства за отворање нови работни места и адаптација на објектот.